Муфте кафе на Широксока ке саботната идила за многумина во градот под Пелистер. Организацијата на жени на Обединети за Македонија денеска заигра токму новаа карта во обид да собере средства за Црвениот крст во Битола. Тоа е и целта, да се дружиме со народот, да ја покажеме нашата хуманост, да ги обединиме во хуманоста. Фактички граѓаните, ние како жени на тој начин од Обединети за Македонија знаеме да работиме и тоа ни е целта, значи обединување во хуманост и покажување на нашата хуманост преку вакви активности. Посебен шмек на необичниот настан му даде и лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, кој викендов предстојува во Битола. Низ битолските села Бошковски има намера да подели 30 на решенија за формирање на местни организации на партијата. Така Обединети за Македонија уште по подготвени ќе ги дочекаат парламентарните избори. Вонредни или редовни не е важно, вели Бошковски. Важно е што победата ќе ја извојува токму неговата партија. Ние нудиме денес да ги решиме проблемите во државата. Ние не се оптеретуваме со црно-белиот свет на Бранко и на Никола. Не се оптеретуваме со неуспешните или помалку успешни политичари на македонската политичка сцена. Ние се бориме како Обединети за Македонија конечно да покажеме дека во политиката може да ја вратиме верата во политичарот и во политиката која е комплетно изгубена поради оваа маратонска, би рекол, транзиција од 20 години, каде што довербата на граѓаните во политичарите е комплетно изгубена. Каменот на сопнување на сите македонски влади кои јуришаат кон НАТО и Европската унија останува. Формула за решение на спорот со името имаме, вели Љубе Бошковски, но од изјавата на председателот на Обединети за Македонија таа не се насетува. Нашата позиција е јасна на Обединети за Македонија, а тоа е хармонизирана национална позиција. Што тоа во обичниот народен јазик значи? Дека политичарите, без разлика, дали се тоа вон парламентарни политички партии, парламентарни, мали или големи, мораме да седнеме на заедничка маса и да дебатираме. Прво да слушнеме и да престанеме да го слушаме Никола како потпарол, господинот Груевски, на грчката влада. Да го слушнеме еднаш неговиот став. Но, бидејќи тој е човек без став, многу тешко од него ние да очекуваме став. А нашиот став е, мораме да седнеме заедно на маса и одговорноста да ја превземеме ние политичарите. И само така ќе вратиме довербата кај граѓани. Не може одговорноста да ја префрламе на граѓаните преку референдум. Тоа е нашиот став.